Продолжува денешната визита на професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог од поликлиниката Невромедика. Зборуваме за епилепсија. Доктор Чепреганов, дојдовме до моментот да кажеме за поделбата на епилепсиите. Претходно во сето она што ни го спомнавте, ни го кажавте, дали е симптом или болест, ни ги подобјаснивте барем оние почетни првични информации кои што треба да ги знаеме за неа. Постои една така наречена меѓународна класификација. Мојата маленкост имаше таа чест да на првата меѓународна класификација од мојот учител, Ари Гасту, во Марсеј, бидам присутен на неговиот предлог. Тоа беше голем симпозиум. Тоа е многу одамна. И после тоа има групи кои го работат тоа, секоја земја има своји представници, и се работи на ниво на светот. И мислам дека секоја година, нема секоја втора, трета, пета година, се додаваат некои работи во меѓународната класификација. Би не одвело многу далеку, ако зборам за таа класификација, затоа што тоа е супер стручна работа, професионална работа. Мојата маленкост е дел од една група на ниво на Франција. Ова нека биде као мала информација, но и тоа за Македонија може не е ни битно. Значи, што се дешава? Ја би симплифицирал. Поделбата е веќе реков. 3 големи групи. Идиопатски 15-20%, симптоматски 80% и криптогени или скриени епилепсии некаде околу 0,5 до 1%. Тие ќе ги оставам, идиопатските ќе ги оставам, затоа што тоа е една група за која исто можеме многу да збориме, али генетската обтовареност е сигурно присутна, веќе е докажана кај многу, веќе се докажува кај многу. Молекуларната генетика е една наука која рапидно напредува напред, нели? И еве некој ден одам во Марсеј, имаме конгрес епилептолошки на ниво на Франција и на француското говорно подречје, во кое има тема за нови кодови, нови гени кај болни од епилепсија идиопатска. Симптоматската е она која што е многу битна, бидејќи таа може да се превенира. Како? Значи, прво, ќе почнам со факторите кои да настанат за време на бременост. Многу битен фактор. Кога се формира мозокот во мајката, многу битно како и на кој начин мајката ја носи бременост. Зема лекови, не зема лекови, се нервира, има стресови, ХХС, така наречена хипоталамус хипофизо, супрареналната оска е појачена, повишена, па има зголемена доза на адреналин, дето ќе се роди нервозно и така натаму, да не зборам. До едни така наречени кортикални малформации, многу битни, многу епилептогени. Значи, тоа значи во неурогенезата на мозочниот кортекс настануваат промени. И тие промени кога ќе се роди детево, увитна диспазиш, енцефалија или зинцефалија, да не ги набројам, да не е травматизирана, да не замарам. Тоа е една голема наука, која имам доста напишено. Сите тие лезии се епилептогени, али пореметена е структурата на кората на мозокот. За жал, не сме моќни и најголемиот број на фармакорезистентни епилепсии се баш од тие. Значи, бременоста, многу битен фактор. И чинот на породувањето? Пороđајот, многу битен фактор. Огромен дел од темпоралните епилепсии поради компресија врз хипокампо-амигдалната регија, нели? Покасно наставува така наречена темпоромедијална склероза, една огромен етиолошки фактор, од кој имаме голем број на темпорал епилепсии, како и викаме. Ја имам цела книга за тоа напишено, али со едни посебни форми кои за жал се многу фармакорезистентни и тешко се лечат. Постулување развитокот. Енцефалити, воспаленија, температури, вакцинации и така натаму. Ние не сме против вакцинациите. Светската лига за борба против епилепсија препорачува сите вакцинации да се извршат, ама има случаи кај кои доаѓаат до компликации. Без разлика дали сте ги преминирали или не, тоа зависи од организмот. И после доваѓаме до сите други фактори кои можат да бидат резултат. Така, значи ли тоа дека секој од нас може од на животот да доживее епилептичен напад, само зависи која ситуација ќе го поттикне?
тоа. Апсолутно точно. Може да доживее симптом на на епилепсија поради најразлични фактори. Највулнерабилен терен е раната возраст, кој мозокот се уште не е созрен, бидејќи матурацијата на нашиот мозок трае до 18 година од животот. И највулнерабилен терен е старата возраст. Што не значи дека средната возраст не може да биде зафатена. Нема возраст во која не може да се јави епилепсија напад. Од првиот саат на моето раѓање до последниот саат, ако имам 90 години. Значи, тој распон е максимален. Реков, тоа се односно анте и постнаталните трауми и постојувањето. Васкуларни процеси, подуваѓа тумори, подуваѓа воспалителни процеси, дегенеративни процеси, да не ги набројувам, да не замарам. Значи, нема етиолошки фактор кој во мозокот дал проблем, во кората на мозокот и не може да даде епилепсија напад. Епилептогеноста, веќе реков, зависи од тоа во кој кортекс е тој процес. Значи, најепилептоген е темпоралниот и односно централниот, околу сук централни се вика тоа. И другите се епилептогени, али нивниот процент е многу помал. Кај сега доаѓаме сакам да го уште еден пат потенцирам прашањето на наследноста во врска со симптоматските епилепсии. Симптоматската епилепсија во никој случај не значи дека треба да биде наследна. Значи, огромен број на пациенти кои си ги растураат браковите, затоа што има епилепсија напади, се потпуно погрешни, да се работи за кој бил дете, го удрил камен по главата, му оставил една посттравматска постконтузиона лезија и детето има напади во животот. Тоа не значи дека е тој пренослив. Так. Абсурд. И тоа, за жал, во нашиот народ е тоа врезано, одомаќено, има многу големи проблеми на овој ниво, дури и за вработување. Основното правило е следно. Пациент кој има епилепсични напади, тука ќе кажем и за возењето, значи, не сме да работи во кој неговиот живот ќе биде во опасност. Машина, со фрезо, резо и така дали. Меѓутоа, он може да работи секаква друга административна работа. Може да вози авион. Иначе, односу на возењето, на ниво на Европската лига за борба против епилепсија, основната доктрина вели дека пациент што имал макар еден епилепсијен напад, треба да биде проследен, испитан, и кажеме сите комплементарни испитувања, да биде утврдена формата за која епилепсија се работи, ако треба, а веројатно треба да биде поставен по терапија и да прима најмалце 6 месеци терапија, ама не сме да вози кола. Огромен дел од европските земји, да не ги набројувам, осим Шведска, тој период го држат на 4 години. 4 години да му се забрани да вози кола. Под услов да ја зема терапијата и да се проценува на секој 2-3 месеци состојбата на мозокот. Има земји кои се многу либерални. Шведска, Америка, они го имаат смалено тој период на 6 месеци. Нивно право, имаат поголем број на несреќи и така да, значи тоа е место две оштети. Имате поголем ризик, али му давате право да води, да не му ги земете граѓанските права. Лично мислам дека пациентот треба да биде тој кој треба да одлучи за себе, на мое, да кажам, објаснување, дека тој во некој случај, ако се премори, ако не пази на себе, ако консумира алкохол и така натаму, ако не спие. Така, тоа се основните препораки кон кои мора да се придржуваат. Има норми кои пациенти мора да ги пазат, да не јаде многу солено, да избегава стресогени состојби, да спие. Сонот е еден од најопасните декланширачки фактори на епилепсија, односно не спиењето, не сонот. Земање на лекови, исто така.
Знаете дека има антибиотици, да не ги набројам. Имате многу други, например, диазепам што го земаме секој ден, ако го нагло прекинете, може да даде епилепси напади. Така, да не драматизирам. Значи, ако и тој спазува сите тие норми, ова е одговорот на она прашање дали смее да вози, да, после известен период, ама него сметаме него и дали е излечен, да, условно. Зошто? Затоа што ако тој не ги пази овие фактори, тој може да влезе пак во истата игра и да си направи, да го активира својот собствен мозок и да направи епилепсија. Тоа е онај момент на соочување со фактот дека човек има епилепсија, меѓутоа со одредени прилагодувања, рестрикции во начинот на живење, да се контролира постојано, ќе се живее како и сите останати. Значи, во мене лежи проблемот. Треба да бидам свесен, јас успевам кај многу пациенти, не да им се наметнам, да им ја изчистам совеста дека треба да знае дека тоа го има, да живее со тој проблем, ама и да пази на него. Затоа што представува опасност за себе, за околината и никогаш може би и за околината. Така. Гледачите очекуваат да ги вклучиме. Да ги слушнеме нивните прашања. Да се тоа, за да го кажеме, мораме да му направиме комплементарни испитувања. Секој пациент, да не кажам пациент, индивидум, кој имал макар и едно замаглување на свеста, да не кажам паѓање и така натаму, мора да биде подвргнат на максималните тестови на испитување. Електроенцефалограм, обичен и со депривација на сон, со неспираноќ, обавезно neuroimaging метода, не го оспорувам компјутерот, ама магнет, и сите други пропратни методи за да се утврди дали не постои една симптоматска епилепсија. Така. Ајде сега да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали може да го прашам докторот, чему да готим? Слободно може да поставите прашање, да. Имам дете 6 годишно. Од кај родено 6 години добива се синапс. При јака температура со 40 степени, има температура, грло, кога добива. Дали може доктор да го прашам до кога ќе биде тоа? Пие терапија, секој 6 месец за Скопје го носам. Дека пине пие од 300. Де пак и не скоро. Дали може да го прашам доктор до кога ќе биде тој напади? Како да се консултирам? Инче на ЕГ снимам, само не е снимано на магнетна резонанс. Имаме мали прекини, не успеваме убаво да ве слушаме, ама разбравте. Значи, фебрилните конвулзии се многу честа појава кај децата. Да не должам многу, тоа е многу големо прашање, во кој има и енигми се уште. Ево, епилептологът имам може 5-6 страни напишано, исклучиво за фебрилни конвулзии, фактори кои така натаму. Што значи тоа? Има прости фебрилни конвулзии и сложен. Значи, треба обавезно да се... Не се согласувам со моите колеги педиатри, кога на една фебрилна конвулзија викат ништо немој, ајде, оди. Не. Треба секојаш да има добра анамнеза, она што го реков за мајката, од бременост, од пороđај и така натаму, сето да биде ставено на тапет, да се испита детево, не само ЕГ, за да се утврди дали се тие обични фебрилни конвулзии, затоа што фебрилноста е еден декланширачки фактор, провокативен и иритативен фактор за стварање на епилепсија напад. Има склонност, сега да не паќе да сам ќе одиме многу далеко, ако збориме. И прашањето е дали да биде дето заштитено за известен период? Да. Секојаш, кога предлог и давам, тоа дете треба да се прегледа, може да го види епилептолог, има на детска клиника, луѓе се бава со таа работа. Не се ставам, јас у игра, имате Софијанов и така дали, имате луѓе компетенти во ова земја. Значи, мора секој школа, тоа е совет до сите мајки, дете кога има температура, обавезно еден, парацетамол или било што да се симне, значи, против температурата лек, ама и може и заштита против конвулзиите. Сега, порано дававме стезоли, диазепам, као чепчиња, нека ми простат, нели? И то денеска имате вие
еден извореден лек кој се вика мидазолам. Нели, тоа се капки кои многу лесно се аплицираат, се стават во устата на детево, значи не треба ние да го малтретирате, да му ставате, да му бутате, само тап, ќе му ги капнете, има, дозирането се прави. И дето е спринето од Тоа е значи превентивно, Значи, така се делува. Јас ги земам многу сериозно, не да ги плашам пациентите и мајките, нели, децава, заради детево, за да оти еден дел од тие конвулзии, за жал, покасно поминуваат во генерализирани напади, да не е травматизиран. Така, да, и она што беше и прашање до кога ќе траат таквите напади, тоа е веројатно прашање кај секој родител, нели, од загриженоста нормално. Нити може некој да го каже, нити јас знам да го кажам. Затоа се следи состојбата и секогаш, нели, се запишува последниот напад кога се случил, за да може да се прима терапија депакин, нели, може да прекинат, али не го знам случајот. Така, не знам што има во смисла на загриженоста на родителите, нели, секогаш е тука. Не треба да се плашат, треба да биде во добри раци. И да се следи состојбата и постојано, нели, да се прават сите неопходни испитувања. Време е за реклами, почитувани гледачи, не останете со нас, со Визита продолжуваме веднаш по рекламите. Ја гледате визитата на професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог од поликлиниката Неуромедика. Доктор Чепреганов, како се контролира епилепсијата и дали може целосно да се излечи? Very good question. Одлично прашање. Да, како се контролира? За жал постои една група од, да не речам 10 до 15% на така начини фармакорезистентни епилепсии. Епилепсии кои медицината до сега не успеала да ги разреши. Значи, ако даваме терапија, антиепилептична, пациентите, за жал, имаат напад. Може многу да изборам за тој проблем, на што се дължи фармакорезистентноста, и тоа ќе ја симплифицирам. Работава денеска, значи имаме еден арсенал огромен од антиепилептици, он треба да се испробаат, да не кажам, да се менаџираат сите антиепилептици. Некогаш успеваме после година, 2-3 да ги намалиме нападите и да му помогнеме на пациентот. Меѓутоа, надвор од таа група постои можда преку 80% од пациентите кои се добро контролирани. Не ги набројам антиепилептиците, ги има многу. И би кажал дека поред антиепилептична терапија, денеска некој потреба од кетогена диета во Македонија не е почната, во Словенија има само еден центар. И ако мојата школа француска према кетогената диета која е америчка измислица, има многу големи забелешки, бидејќи вие го уфрлувате пациентот во една ацидоза, сега не зборам многу точно, нели, му променувате метаболизмот за да нема напади. Тоа не може да трае со години. И така натаму, тоа се посебни случаеви, јас лично не ја препорачувам, или ако препорачувам, го праќам во специализиран центар. Моментално на ниво на Балкан постои само во Словенија. Третиот дел, значи, антиепилепсична терапија, оваа терапија, третиот дел од играта се оперативните захвати. Да не бидам погрешно сватен. Во некои случаи така значи, е неопходна хируршка јас, мојата интервенција. пракса во Франција припремив 300 пациенти за операција за период од неколку години. Од тие беа оперирани само 10%. Затоа што тоа е специјален тим, многу сериозен тим, кој ја го припрема пациентот и на крајот заклучокот е заеднички и се гледа бенефитот. Дали ќе има бенефитот и тој ако продолжи да има напади, ако му земе меморијата, нема резон. Ако му земе рака, нога или дел од неговите функции, па нема резон. Значи, зависи многу
од фактор, од каде е локализиран, какви и така натаму, да не замарам. Значи, не би сакал да се створи мислење дека секој пациент кој има малку почетен напад, дека може да биде позволен на операција. Не. Тоа е една многу сериозна, многу деликатна, многу одговорна работа, која врши тим од најмалце 6-7 луѓе, во кој неурохирург е последната инстанца која го прави тоа. Во сите случаи, во последните 10-15 години, имаме една така речена вагусна стимулација за оние случаеви кои се фармакорезистентни и кај кои оперативен захват не може да се направи. А имаат многу чести напади. Кога имам чести напади, мислам на 50 во еден ден. Сложена метода со пейсмейкер кој се вградува овде, преку 2 електроди, у вагус, така да не замарам. И моментално во светот оперираме со една група од 30.000 души, за цел се зборам. Резултатите се така кој како ги представи. И тука има ЕПП, тука има пропаганда. Ми тоа, мислам дека сум многу реален, 50-50 е опцијата. И тоа зависи многу од нападите. Значи 50% се намалуваат напади, што е пак на некој начин. Значи, шом пациентот, шом мозокот, шом пейсмейкерот осети дека ќе добие напад, тој се активира. Иначе тоа е малку посложена работа. Значи, тоа е моментално. Редовно да се прима терапијата. Моментално што правиме на ниво на терапија. И сега едно многу важно прашање, сигурно ќе ми го поставите, што да направиме ако пациентот дојде пред нас напад во наша близина, како да му дадеме прва помош, како да реагираме, да. Значи, нападот што почне, тој ќе заврши. Дали каков е, дали е генерализиран, дали е фокален, дали е зборам многу, нели? Основно е да пациентот се стави во состојба да може да диши, да му се дигне главата, значи да не биде у вода, да не биде у огин, да не биде под кола и така натаму. Значи да му се овозможи една лесна респирација. Тоа нарочно прави ставање кромиди, не знам, за да не го проголта јазикот, тоа е најголемиот страв. Има специјални протези за оние кои имаат ноќни напади и они спијат со таква протеза за да не му се деси тоа. Тоа може да се деси, ама многу ретко. Обично организмот сам се бори. И штом, апнејата може да трае дури и до 1 минута тоа да не може да диши. Ама штом продиши, работата е завршена. Значи, треба да му се помогне, да му се олесни состојбата во која се наоѓа. Така. Тие се времетраењето на нападот е различно, во зависност од тоа каков. Различно. Може да трае неколку секунди, може да трае минута, може да трае поиќе минути, може да трае и поиќе сати. Зависи од формата на епилепсијата. Друго прашање за кое можеме многу да збориме. Така, и многу да се зборува, но гледачите повторно очекуваат да ги слушнеме. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ви поздравувам во студио. Ви благодариме. Имам керкичка 12 години. Од година и 3 месеца го доби првиот напад. Имаме работено магнетни резонанс, ЕЕГ редовно и сите тие. Напади имаше околу 4 години. Тя пред 1 година и пол доби напад. Предизвикан мене ми се чини дека беше многу нервозна тој ден. После тоа веќе напади нема. Пиеме еламал, диазепам, само често ни се појавуваат јаки главоболки, без напад. Одевме исто така на доктори, правевме налази, мигрена, имаме некој случај мигрена, имаме исто така и синуси и од тоа и се предизвикуваат јаки главоболки, па ме е страх дали може да се поврзе со напади тоа. Добро, ви благодариме. Деликатен, измешан случај, има мигрена, има синузит, пансинузит, веројатно. Да, главоболки се може да бидат од тоа. Во целата ова работа не советувам, не знам кој ја третира, диазепам као лек се дава во акутни состојби и максимум 1, 2 до 3 месеци.
Ovo sam го кажал, ќе го повторам. Диазепамот е како анксиолитик незаменлив лек, ама не за долги релации. Тоа е една од најголемите грешки на моите драги колеги во Република Македонија. Ти кажам зашто. Првата работа. Бензодиазепинските рецептори се заситуваат многу брзо. Месец, два, три. И ако зема пациентот 5 мг, тој мора да оди на 10 мг. Недозволиво. Јас имам пациенти кои взимат по 60 мг дневно. Тоа значи, ако вие и јас земеме, ќе умреме. Огромна доза. И тоа неговите бензодиазепински рецептори се веќе заситени. Сега проблемот е како ќе го вратите. Тие пациенти добиваат епилептични напади во период на така наречен севраж, го видите французите, на прекинување на третманот со диазепам. Многу опасен феномен. И вториот феномен кој што медицината се поиќе го докажува, не го фрлам во групата дека прави Алцхаймер, ама делува на млестичките функции на мозокот. Делува на префронталниот лоб и така натаму. Една е многу сериозна тема и затоа не велам не, ама не велам земи си по едно диазепамче и имате пациенти кои взимаат, да не кажам, по години. Тоа не е дозволиво. Значи, само во исклучителни состојби. Тогаш кога е потребно и кога навистина е препорачано. Ако и да не биде нескромно да го видам дете. Ова, дете. Так. Ради синузитот и ради мигрената. Имаме ние состојба на така наречена мигралепсија, бидејќи мигрената и епилепсијата се во коморбидитет. Тема за која можам многу да ви зборувам. Има пароксизми таму, има пароксизми овде и така натаму. И тоа е се уште една енигма, дека постојат многу теории, нели? Има напишана е оваа книга. Меѓутоа, мало дете, 12 години, мора да има некој од фамилијата кој има мигрена и така натаму. Случајот е малку мешан. Сепак да, треба убаво нели да се види сето тоа што досега и направено. Комплементарно испита све и да се каже да, ова е од ова, а има и напади. Така, и како понатаму, да. Во продолжение ќе ги слушнеме советите и препораките на магистер Илчо Захариев, кој што е наш редовен и постојан соработник во визита. Денеска ќе не посоветува зошто и кога треба да бидеме внимателни и зошто не смееме да користиме во одредени ситуации лековити билки кога станува збор за епилепсијата. Добар ден, почитувани пациенти. Денеска преку емисијата Визите сме повторно вашите домови. Темите кои се обработуваат во оваа емисија навистина се внимателно одбрани. Намената е за широките народни маси, за голем број на пациенти. И од она што досега го имам како искуство, преку вашите јавувања, оваа емисија навистина следена. Оваа емисија има функција здравствено да ве просвети, да ве научи многу за голем број на болести, како правилно да се третираат, да се лекуваат. Поштовани пациенти, секој заболување мора да го сватите најсериозно. При секој заболување треба се јавите кај вашиот матичен лекар. Тој ќе постави диагноза, ќе препише терапија, а ваше е да ги слушате неговите совети, да ја примате терапијата редовно и едноставно да се придржувате на дози шемата која ќе биде препишана. Секако мора да кажам дека здравето е нешто на големо богатство, но има некои заболувања кои се хронични, кои трајат цел живот. Денеска се зборува за епилепсијата, една од најтешките болести. Болест која се уште на некој начин не е целосно утврдено која е причината. Може да се појави во било кој доб од животот, од најмали деца до највозрасни. Често пати за низиното настанување се врзуваат голем број на фактори. Висока температура во детската возраст, во раното дејство, бидејќи таму не е развиен терморегулациониот центар, па може се формираат некои жаришта ако не соодветно се лекува. Па порано на децата, да речеме, кога има покачена температура, им се даваше фенобарбитон со парацетамол или со некој друг, да речеме, антипиретик. Често пати генетскиот фактор доминира. Може би физичките повреди може да бидат причина, а често пати причините не се знаат. Така да епилепсијата, дали се работи за мала, за голема епилепсија или психомоторна епилепсија, представува сериозен здравствен проблем. Лекувањето е долг и тежок процес, каде е вклучено семејството, пациентот и здравствените институции. Диагноза денеска многу лесно се поставува, бидејќи имаме навистина одлични диагностички методи и да кажам дека може би повеќе од 80 години имаме голем број на лекови кои се користи за лекување на епилепсија. Фармацевската индустрија постојано бара нови можности да конечно го решиме тој проблем, бидејќи сепак, ако се работи за голема епилепсија, каде пациентот ја губи свеста, кога се појават силни грчеви,
na celото тело. Каде често пати доаѓа до појава на статус епилептикус, навистина тоа се непријатни симптоми, а тие што ќе доживеат чувство кога кај вас ќе падне еден таков епилептичар со сите оние симптоми, ќе сватат тешината во која се наоѓаат овие пациенти. Всушност, од кога пациентот ќе го добие нападот, тој се празни и доаѓа во една нормала. Значи, онаа вишок енергија во мозокот која се создава, ја снемува за кратко време, но тие тамо 5 минути се навистина многу тешки за пациентот, а пациентот може да падне често пати незгодно на некое место и може да дојдат одредени механички повреди и често пати, да речеме, може да настапи дури смрт кај тие пациенти не заради самата болест, туку заради повредите кои настануваат од падот, ако се работи, значи, за епилепсија која се манифестира со губење на свест. Рековме дека лекови имаме навистина многу. Класичните лекови во делот од групата на барбитурати. Значи барбитонот, фенобарбитонот и денеска се многу значајни и битни. Потоа лековите бензодиазепини, особено диазепамот кој беше откриен некаде во 60-тите години. Потоа класичните препарати како што беше хидантоините, дериватите на фенитоин, па тука спаѓа и лекот тегретол, значи па комбинациите како што е хиданфенот, примидинот, асамитот, примидонот, асамидот, апилепсинот, натриум валпроато, сега новите лекови депакин, па лекот топирамат, топамакс, или новите лекови ламотригнин и така натаму, се навистина доста ефикасни препарати. Некаде околу 30 леки имаме за епилепсија. Оние класични, да речеме, од групата на бензодиазепини, ривотрилот, исто така како препарат. Тие лекови се на располагање на лекарите, на пациентите и често пати секој пациент е приказан сам за себе. Значи, треба да се одреди права терапија. Често пати на пациентите се дават по неколку лекови. Тие лекови како делуваат во телото, можеме да кажеме дали се поднесуваат, дали има негативни или позитивни интеракции, процес кој навистина е многу тешко да се утврди. И затоа рековме дека родителите често пати бараат спас. Јас реков дека кога прашање епилепсијата, обавезно на лекар, пиење на терапијата, морам да нагласам дека честотата на напади кај тие пациенти кои примат редовна терапија се намалува. Но тоа не значи дека болеста е излекувана. Болеста постои и трае скоро цел живот. Често пати ако пациентот ја намали дозата, може да дојде до зголемување на честотата и интензитетот на нападите. Но ако ја зголеми дозата, па може да дојде до појава на токсични ефекти. Користењето на 1, 2 или 3 лека, често пати кај пациентот може да створи одредени метаболни нарушувања. Сепак, антиепилептичка терапија е многу тешка и добро е да таа терапија ја има, добро е да пациентите ја користат, но контролите кај лекарите мора да бидат секојдневие, мора да бидат многу чести и битно е да мора да бидеме дисциплинирани, а семејствата каде има епилептичар мора максимално да се вложат да му помогнат на тој пациент. Веднаш да кажам дека порано нашиот народ кога немало лекови, значи во делот на фитотерапијата и користењето на традиционални средства користел голем број на лековити растенија. Во една прилика ние зборувавме за растението Пеонија перегрина или божур. Божурот е автохтоно балканско растение, го има многу. Посебно во штипскиот дел на Лакавица према Радовиш морам да истакнам дека го има на 1000 хектари. Во месец мај убавите црвени цветови од ова растение се распространени по ливадите и по шумите и тоа представи извонеден пейсаж за доживување. Коренот од ова растение порано се користел за лекување на епилептични напади, можеме да кажеме доста успешно, но да истакнам дека ова растение е сепак многу отровно. Значи, ако се користи несоодветно, во несоодветна доза на своја рака, постои ризик да се постигне токсичен ефект. Лично мислам дека кога се упрашање сите овие растенија за кои ние зборуваме, кога упрашање епилепсијата мораме да бидеме максимално предпазливи, затоа што често пати користењето на тие растенија може да направи повеќе штета отколку корис. Бидејќи епилепсијата представува една навистина хронична и тешка болест, користењето на лековити растенија кај тие пациенти често пати може да даде некои резултати. Да речеме, ако ние користиме комбинации на некои лековити растенија, да го вклучиме, да речеме, листот од бреза, рузмаринот, ако вклучиме кантарион жолт или ако вклучиме, да речеме, ајдучка трева во една комбинација, кај тие пациенти може се појави, да речеме, одредени позитивни ефекти врз метаболизмот на мозокот и може да дојде до намалување на честотата на нападите и нивниот интензитет. Но, почитувани пациенти, тоа не значи дека вие смеете да прекинете терапијата. Значи, дефинитивно, секое користење на лековити растенија во третманот и во лекувањето на епилепсијата може да биде само адјувантна, помошна терапија. Основната терапија се готовите фабрички лекови во строго дефинирани аптекарски форми, во строго дефинирани дози и примање на соодветен начин. При тоа морам да истакнам дека користењето на лековите растенија, кога е упрашање епилепсијата, можеме да кажеме дека може често пати да направи голема штета. Зошто го тоа зборувам? Го зборувам затоа што ако божурот
како навистина силно растение кое помага при епилепсијата и кој традиционално векови наназад нашиот народ го користел, ако тоа растение во себе содржи алкалоиди, ако ние не ја знаеме концентрацијата на тие алкалоиди во коренот, и ако некој ви понуди да ви направи препарат од божурот, ние не знаеме која е таа концентрација на тие алкалоиди кои ги внесуваме во телото. И наместо да постигнеме лековит ефект, наместо да подобриме состојбата кај пациентот, може да е акумулација на тие алкалоиди да постигнеме силен токсичен ефект. Затоа, кога зборуваме за некои тешки болести, хронични болести, посебно ако тие заболувања се кај детската популација, експерименти со нашето здраве не смееме да правиме. Затоа, поштовани пациенти, оваа емисија е навистина битна и значена. Затоа, емисијата Визита концепцијски има одличен пристап да им укаже на пациентите до каде можат сами да се лекуваат, до каде може да помогне фитотерапијата и дали фитотерапијата може да биде, да речеме, основна терапија или само адјувантна терапија. И на пациентите треба реално да им се каже дали природните лековите растенија секаде може да помогнат. Почитувани гледачи, драги пациенти, кога е во прашање епилепсијата, лековите растенија можеме да ги користиме, но верувајте дека ефектот ќе биде слаб. Долготрајната примена може би ќе даде некои резултати. Но при тоа мора да кажеме дека сите оние растенија кои се користат како што е божурот за лекување на епилепсија имаат и силни токсични ефекти. Затоа денеска мојата порака е епилепсијата да оставиме да ја третираат лекарите. Да се посветиме и да ја користиме готовите фабрички лекови, кои се строго стандардизирани, и терапијата да се прима редовно. Мојата препорака е до пациентите сами да не ја намалуваат дозата, ниту да ја зголемуваат, а никако да не ја прекинуваат терапијата што ќе ја препише лекарот. Верувам дека сите оние пациенти кои покрај тоа што имат едно такво тешко заболување како што е епилепсија и покрај тоа што заболување трае цел живот, ако редовно ја примаат терапијата и лековите, мислам дека ќе имаат нормален живот, дека нападите ќе бидат поретки, а нивниот интензитет нема да биде толку силен. И мислам дека семејствата полесно ќе го поднесат се она што носи еден пациент во семејството кој е болен од епилепсија. Значи, почитувани пациенти, денешната порака од мене е, кога е во прашање епилепсијата, да не веруваме на лековитите растенија, да не бидат столб на лекувањето на епилепсијата, да не ги заминуваме готовите фабрички лекови. Верувајте дека на тој начин ќе си помогнете многу себе си, но пред се ќе помогнете и на здравствените авторитети, лекарите, успешно да применат современата терапија која постои, која навистина има. Ќе бидам најсреќен кога фармацијата ќе открие универзален лек за лекување на епилепсија, а уште посреќен кога кај нас во Република Македонија бројот на пациенти болни од епилепсија ќе биде минимален. Мислам дека тоа е желба и на секој здравствен работник, а секако и на мене како фармаколог, односно фармацевт. Почитувани пациенти, до наредната емисија и посакувам да имате многу здравје. Советите и препораките од господинот Илчо Захарија веќе и во утрешното издание на Визита, кога ќе имаме и нова тема. Намалување, зголемување на терапијата, прекин на терапијата не е дозволено во ваквите ситуации. Почитување и слушање на препораките на лекарите, постојани редовни контроли. Тоа е она главното кој што ќе овозможи да се контролира епилепсијата и да се... Поздрав за Илче, мој драг, ептен драг и интимен пријател. Акцептирам тоа што го кажа и би го повторил, би го резимирал. Значи, кажа многу добро. Антиепилепсија терапија е во прв ред, а лековите билки се адјувантна терапија. И кажа многу добро, секој да се почитува. И на препорака имам, но него стално му зборам, ова што го збори, толку паметно и убаво и издржно и содржајно, да го напише. Или че да напишеш книга за лековите билки. Тоа сите го посакуваат и го очекуваат. Да, јас сум го кажал тоа многу пати и ми вели дека работи. Да се вратиме на и пред самиот крај, препораката. Не сакам да зборам за сайд ефекти, он ги малце спомена. Значи, тоа се спорени ефекти. Секој терапија во нашиот организам дава некои спорени ефекти. Антиепилептиците, некои од антиепилептиците, не новите, имаат силно ензиматско индукторско дејство во јетрата. Тие што ги спомна, значи, тертолот, односно кармомазепинот, валпроатот, односно депакинот, апилепсинот, тоа е исти лек, те не знае тоа. Тие се силни ензиматски индуктори. И на моите колеги им препорачувам да избегаваат два ензиматски индуктора заедно.
бидејќи тие се јадат помеѓу себе. И кој ќе направите вие дозирање на отинија, сите антиепилептици ги дозираме. Кога гледаме нивното терапевтско ниво, какво е, барем јас го правам тоа, не знам, другите колеги веројатно го прават сигурно, и од тоа се ориентирам колко треба да биде дозата. Зашто имате два ензиматски силни индуктори, например, еве ќе ги спомнам, депакин и валпурат и тегретол, вие резултатите ќе бидат диаметрално спротивни, неточни. Тоа не е точно, искуството ме научило на тоа. И затоа секогаш избегавам такви лекови, ако новите лекови, спомнам и ламотрижин, ламал, и сега да не ги споменувам ги има многу, не имаат ензиматско индукторско дејство и тие се многу подобри за употреба. На прво место кепрата, леветерец таму. Так. Добро, кој била препораката сега? Сосема за крај, бидејќи многу малку време ни останува. На крај. Значи, пациентите треба да ги следат советите од докторите, секогаш. Треба да го примат тоа што е присутно. Ти не верувам дека постои човек на мајката земја планета кој нема некој проблем. Да. Шекер, притисок, масти, така там, нели? Што живееме со некој проблем и со тоа се навикнуваме да живееме. Тоа го советувам и за пациенти. Не е добро, најдобро е да нема ништо. Ама ако го имаме, значи треба да умееме и да бидеме самите филозофи на своето постоење. Лековите мора да се земат редовно, да ги слуша советите од докторот, обаведно сите комплементарни испитувања, нали, возењето на кола кажав, за бременост исто така е голем проблем. И денеска новите антиепилептици немаат тератогено дејство и јас ги шом видам млада мајка, ја носам кон нов антиепилептикум, за да нема утре доиден реперкусии врз детето. Многу важен фактор и тоа докторите треба да го знаат и да го познават. Со болеста се живее нормално. Да не споменувам дека луѓе кои го задолжиле светот има епилепсија. Не сакам да ги споменувам имињата, ги има многу. Ќе бидете изненадени од ди. И тука има еден многу голем, некој ме го не спомени, кој боледува човекот, не е укрит. Тако било, мајката природа кажала тоа. Меѓутоа, тие живееле и направиле, оставиле позади себе се што оставиле. Значи, со болеста се живее, само треба да научиме се почитуваат препораките и они ограничувања. Да. Сосема за крај, само јас ќе споменам, 26 март е Виолетовиот ден посветен на подигнување на свеста за епилепсијата. И луѓето кои што го имаат овој проблем и нивните семејства, во здруженијето кое што е формирано може да ги добијат комплетно сите информации, бидејќи треба да бидат во тек со сите најнови случувања. Дејан се вика детево, предимето не може да сетам сега. Во Приев доби тој, јас му честитам, доби канцеларија. Значи, тоа е друштво на родители со болни деца и пациенти. Јас сум ептем предаден таму и спремаме сега една брошура, една едиција која се вика да се живее со болеста. Јас имам издадено таа пред X години и поделено во 2000 примерци. Сега ќе гледаме околу 10 примерци да дајме. Секој пациент да ја има као четиво и да може да прочита што, како, на кој начин треба да си го продолжи живот. Така. Доктор Чепреганов, ви благодарам што ни бевте на визита. Јас благодарам многу. Да. Ако бевме корисни, уште би е подраго. Така. Ви благодарам уште еднаш, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Имајте убав и пријатен ден. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Нова визита имаме утре 10 минути пред 11 часот. Довидување.